Поздрав почитувани гледачи. Ова е септемвриското издание на Конец, емисија што третира актуелни теми од текстилот под покровителство на текстилниот кластер и USAID, а во реализација на телевизија Стар. Денеска говориме за инвестирањето кај текстилните компании во услови на корона криза. Многу дилеми се привлекуваат кога ќе се спомне еден од чекорите во бизнисот за кого многумина сметаат дека е ризичен. Инвестирањето се планира внимателно, бидејќи не е се едно во што ќе се вложат парите со намера да се вратат во поголем износ. Во криза, веќе тоа е друга приказна. За едни храбар, за други ризичен, а за трети нормален бизнис потек. Примерот на делчевската компанија Дамјанов открива многу нешта. Наш соговорник е низиниот собственик, господинот Слободан Дамјанов. Но многу да не должам. Почнуваме веднаш. Ние, како фирма, одлучивме, сега никој не знае во овие времења, да кажеме, може да кажеме слободна и војна, ама и у војна се улага. Значи, ние се преструктуриравме и одлучивме да улагаме, може би повеќе уложивме и од мирнодопските времења, уложивме у 5 линии за производство на маски за лице. Автоматски линии, кои не кошта околу 300.000 евра и исто толку околу 300 до 400.000 евра уложивме и за репроматеријали и сега произведуваме од 5 до 7 милиони заштитни маски за лице и плюс имаме од купците што до сега шиевме модно, кошули и работни одела, веќе се преструктурирани и они и имаме порачка на маски за повеќе кратна употреба. Добро. Каде се маските од Делчево? Да, не знам дали од Делчево, ама ние сме големи производители, даваме на 3-14 фирми, ние не можеме да задоволиме капацитетот, на 3-14 фирми од овие што се за повеќе кратна употреба да ни помогнат во производството, така да, пошто они немаат од модното многу слабо има работа и сме од таа страна уплашени, па ако има барем маски да шиеме и медицинска опрема шиеме исто, скафандери, тие казаци што се за операциони сали, за болничари, чаршави за кревети шиеме за болници. Значи, преструктурирани сме 90% медицинска опрема. Да, што велат нова странските инопартнери? Па странските инопартнери и они се жалат и таму пропаѓаат фирмите. На некои мои колеги и други фабрики кажуваат дека им пропаднале партнерите и се уплашени и водиме борба да обстанеме. Многу се првиот бранд и беше огромна дилема дека септември на некој начин ќе биде пресвртница во текстилот затоа што се сега чека се уште на продолжување, на подпишување евентуално нови договори. Како е состојбата кај вас? Па моментално не можам да се пожалам, ама немаме како прошли години што имавме за 2-3 месеци да знаеме што ќе работиме, сега тоа го нема. Се до 10 дена, до 15 дена сме у неизвестност дали ќе стигне робата, дали нема да стигне за производство. Да, и во нашата фирма за првиот бранд можам да се пофалам, не користевме. Имавме работа во континуитет и не користевме од државата помош. Ама сега сме и ние уплашени. Имаме моментално работа за наредни 20 дена, а понатаму се е у најава. Правиме некои мустри, а се е у неизвестност. И во Германија не знаат да ни одговорат. За автомобилска индустрија ще име за Мерцедес. Што велат првичните резултати од ова преструктурирање на самото производство? Па дали се охрабрувачи? Сега се добросна. Сепак има на крајот од тунелот светло. Па сега тука малку што знам ја дали да ја малку еднаш викам да тражиме помош од државата да не унесува барем кинеска роба, па не знам тоа дали е согласно со законите и така да се повлековме во тоа. Па нудиме, ја мислам дека сме ние сега
поевтини се нашите маски дури од кинеските шулавата са за квалитет, се нашите маски со сертификат со 99 од лабораторија испитани со 99,52% заштита од бактерии. Така. Што на ова коментира вашиот партнер во Германија? За вашето производство, за квалитетот? За овие сме се директен производ и у повеќе земји извезуваме, а за тие сталните партнери нешто стига роба, но малку едно 10%. И они се преструктурираат у медицинска опрема и у маски највеќе. Според вашите има партнери, која земја европска или не европска носи најмногу маски од вашата компанија? Па ние највеќе соработуваме со Германија и Холандија. Нашата фирма со години соработуваме највеќе со Германија и Холандија. И некој мал дел Швајцарија. Што велат бизнис плановите за понатаму? Рековте дека е неизвестно, дека на секои 20 дена неизвестноста е на потек. Меѓутоа, што велат вашите бизнис планови? Дали ќе се инвестира во ова сега што веќе го инвестиравте или веќе имате некои други исто така планови за проширување на самата работа? Па ние инвестиравме, тоа нема врска со нашиот бизнис, ама ќе ни дојде како помош па у кризата и во фотоволтаична централа на целиот покрив, пошто нашата зграда не е мала, 170 киловатна централа, имаме направено договор за вишок од струја да ни откупува ЕВН и тоа ни е како помош, но 70% ни е намалена, сметките за струја ни се намали. Да ја слушнеме личната карта на текстилната компанија Дамјанов. Колку сте вработени претходно, што работите сега, знаеме веќе што работите и понатаму што? Да. Па ние сме како компанија, се бавиме претежна дејност ни е на текстилни производи, на горна и долна облека и се бавиме и со угостителство и хотелиерство. Таму е ситуацијата катастрофална. Дури малку има поддршка од текстилниот оддел да можеме таму да ги покриеме загубите. Иначе производиме 50. Постоиме 50 години и јас сум некоја трета генерација овде во оваа фабрика. Ја купив пред 5 години, а порано си имавме малку помала фабрика. Сега сме околу нешто помалку од 400 вработени. Редовни плати, редовни продавници, сето тоа измирено кон државата? Како? Дали сите обврски кон државата редовно се измируваат? Да. И платата месец за месец. За вработените? Платата у законскиот рок предвиден до 15 секогаш не исплатен. Дали користевте субвенции кои што ги доделуваше владата? Да, за овие машините, за линиите се надаме имаме поднесено, првично ни е позитивно, се надаме дека ќе добиеме за машините субвенции од мерките на владата. И ние стално инвестираме у нашата фабрика. Овие средства, ако ни се доделат, па нешто друго ќе имаме некои идеи. Има некои машини за сега шиеме со машините за шиење, ни бараат да бидат лепени, па за лепен програм можеби ќе ги се малку и таму преструктурираме и така ќе ги пратиме времењата да можеме да обстанеме. Може ли на крај да го дознаеме процентот кој што е за сега вратен назад од она што сте го инвестирале во овие нови машини? Дали веќе сега има позитивен повидок 1, 2, 3 или 5% од она што сте го вратиле до сега или малку поголем е тој процент? Сега е рано да се каже, пошто е многу почеток, имаше побарувачка на маски, па можеби 10% веќе да имаме поврат на инвестиција. Ако би продолжило така, можеби за година и пол, две, ако има побарувачка
на маски се надаме дека ќе ја вратиме инвестицијата. Добро. Ама мислиме дека со некои и да престане оваа криза, дека ќе има пак потреба од медицински маски, пошто сега и репроматеријалите се поскапи, тогаш ќе паднат репроматеријалите, маските ќе бидат многу поевтини. Мада и нашите маски и сега не се скапи, само у интерес на веледрогериите што земаат од кај нас роба, не би сакал да ја кажам цената, иначе е многу мала цената. Добро, што би порачали на вашите колеги од другите компании? Храбро е да се влезе во овој, да се направи овој чекор за инвестирање во време на криза? Па секој си води сам си прави стратегија каде ќе улага, инаку ние стално соработуваме, се дружиме по кластерот заедно и споделуваме можности за соработка и сега кажав дека ние така си велиме, на што се понуди ништо да биваме работа и после кој не може да сработи да си даваме меѓу себе, како сега ние што даваме на 13 или 14 фирми сега во моментот, комплетно ги пополнуваме со работа да обстанеме во овие кризни време. Се ми живи здрав? Да. Мада и ние сме уплашени за иднината на нас. Во текстилството овој период ни беше и години назад како меѓусезона и сега ние не знаеме дали е меѓусезона или е проблемот со кризата. Штипскиот пример е бизнисменот Кирил Нашков. Lars Trade е компанијата која го реализира својот инвестиционен бизнис план во време на криза. Што вели Нашков за ова? Секако многу е битно какви гаранции во ова време, е тешко да се добијат гаранции, меѓутоа каков план имаме ние како фирми од странскиот партнер, за тоа како таа евентуална инвестиција ние би ја вратиле назад. Во смисла, дали долгорочно имаме налози за таа опрема да ја користиме. Во првите месеци од кога се појави пандемијата, многу наши фирми инвестира, бидејќи се јави потреба од производство за маски. Многу наши фирми инвестира во опрема за производство на истите. Меѓутоа се покажа дека тоа кратко траеше. И ние како фирма инвестиравме во опрема за производство на маски. Иако ни беше гарантирано дека 3 месеци минимум ќе биде производството траеше некаде 5 недели, значи не по месец и пол. Така да секако дека е ризик, голем ризик е да се инвестира во нова опрема во ова време. Од друга страна е некојаш и неопходно, бидејќи немате друг избор. Што се покажа овој временски период во вложувањето на оваа инвестиција? Фактички во што се состоеше инвестицијата? Во нови машини, преориентација на дел од производството, кој тој процент се преориентира производството во Lars? Па ние имавме едно солидно, некаде 20% од вработените ги преориентиравме на производство на маски. И знаете, во тој период немаше други налози и испадна добро, се пополни некоја дупка. Сега инвестицијата не знам колку ја вратиме назад, меѓутоа можеби пак ќе има потреба повторно да се произведе таков артикал, па се надеваме да можеме повторно да ги искористиме. Што велат бизнис плановите, кога веќе спомнавте враќање на овие инвестиции? За сега барем има ли фидбек од тоа што сте го вложили? Па ви реков, би требало да имаме уште налози за да можеме да кажеме дека беше успешна инвестиција. До сега во тие 5 недели колку што работевме, не беа премалку за да се врати инвестицијата назад. Да, каде се пласира овие маски? Дали со постојните има партнери или? Се појави нови партнери, а пазарот беше Европската унија.
Така. конкретно Германија. Да, септември обично многумина твои колеги го сметаат за период на неизвестност, на условно речено држење на краток ланец од страна на инопартнерите. Дали истото се случува во вашата компанија, односно дали веќе имате јасни рамки со странските партнери за понатамошна работа или дали овие бизнис планови се креираат на подолг временски период или тоа е засновано на само еден месец или малку пократко? Конкретно за нашите партнери би рекол дека имаме среќа што ги намалија своите капацитети само за некои 20%, така да нормална промена на сезона сега се случува, нашите вработеници на одмор, меѓутоа кога ќе се вратат, за среќа нашите партнери ни понудија договори, подпишавме договори за следната сезона до месец март-април би требало да сме покриени со навози. Зборам за мојата фирма. Сега многу од фирмите во Македонија имаат проблеми, односно нивните партнери имаат проблеми, така да многу веќе фирми намалуваат број на вработени, нарачките се намалени драстично до 50%. Некои компании исто така и пропаѓаат на запад, така да тотално ги откажуваат нарачките. А најголеми проблеми имаат фирмите кои имаат роба сушиено, тука им стои во магазин, бидејќи странските партнери немаат нивните нарачки се откажени или немаат каде да ги продадат и сега тактизираат. Нашите фирми се заглавени и вложили и во производството, робата им стои ненаплатена. И така тешка ситуација, има многу фирми во тешка ситуација. Да, дали дел од овие посочени проблеми што ги рековте ве допираат и вас или сето тоа е надминато? Ние имавме исто ситуација да имавме роба која не можевме да ја пласираме, ни беше барано да се намали драстично цената за да ја прифатат и моравме да го прифатиме тоа. На што сте фокусирани сега? Производната линија на што е фокусирана сега? Ние сега ќе работиме за стандардните партнери за кои досега работиме. Секако за тој процент што се намалени налозите бараме нови партнери, иако е многу тешко во овој момент. И сега бараме партнери во други области, да речеме, не во модниот свет, туку во корпоративниот свет. Така. И уште нешто на крајот, многумина се преориентираат и на онлайн продажбата. Колку сметате според дали ова го имате вметнато во вашите бизнис планови и ако го имате вметнато, колку сметате дека тоа би било ефектива во добробит за компанијата и вработените? Па точно онлайн продажбата на запад зема голем замав, посебно во оваа ситуација и нашите партнери исто така ни информираат дека грото од нивната продажба се должи на тоа. И сега, ако мислите како собствен производ, дали да излеземе ние да продаваме тоа, би рекол дека е многу тешко сега во овој период. Да градите бренд во оваа ситуација е тешко. Така да ние ќе се задржиме да работиме за други партнери кои пак ќе продаваат онлайн. Економските аналитичари, за разлика од бизнисмените кои се впуштаат во ризик инвестирајќи во време на криза, се едногласни во оценката. За нив ова е микс од храбар, но и практичен потек за одржување на ликвидноста на нивните компании. Инвестирањето во услови на постојање на корона криза за мене е храбар потек. Тоа е, според мене и секој инвестирање е храбар потек, односно инвестирањето значи вложување во иднината. А бидејќи короната постои, а знаеме дека еден ден ќе ја нема, инвестирањето во овие услови е храбар потек, односно предвидување на инвеститорите
за еднината дека со надминувањето на оваа корона криза ќе дојде период кој ќе може да се функционира нормално, да се реализираат претходно зацртаните планови и програми на тие стопански капацитети или субјекти, а сега во услови на криза е храбар бидејќи тие се прилагодуваат на условите на корона кризата. Еве сами знаеме дека сега актуелно е производството на шиење на маски, на други средства, визири за заштита од пренесување на корона вирусот. Така да за мене е тоа храбар потек кој што треба и да се на еден начин стимулира и од државата, бидејќи тоа инвестирање во овие услови значи, ако ништо друго, задржување на постојните вработени, а можеби и вработување на нови, дополнителни, поради зголемената инвестициона активност, односно зголемување на капацитетот на производството. Така да, тоа е дефинитивно храбар потек, кој што треба и да се на еден начин валоризира, да се вреднува и да се цени. Да. Дали има восстановена рамка кога веќе се инвестира во услови на криза, за колку време економски восстановена рамка, законска рамка да не речам, не пишан закон, за колку време се враќа оваа инвестиција или зависи од милион фактори? Многу фактори го определуваат периодот на враќање на вложеното како инвестиција. Претежно тоа зависи од дејноста во која се инвестира. Да речеме, ако... Ева во услови на текстил. Спомнавме дел од текстилната индустрија, производство на шиење на маски. Тоа е период кој што, каде што инвестицијата се враќа за пократок период, бидејќи самиот обрат, односно производството, пласманот и наплатата на произведеното е во пократок период, можеби од 3 до 5 месеци и така натаму, така да тој, ако инвестицијата, пример, 100.000 евра, јас верувам дека за неполни 3 години би требало да се врати, под услов да продолжи користењето на капацитетот во тој период. Значи, да не се случи инвестираното, да се во смисла на машински парк и друга опрема, да работи само една година, а потоа да се прекине. Доколку во период од 3 години се користи ова инвестираното, односно опремата која е набавена, сметам дека за 3 години би требало да се врати инвестицијата во целост. Има дејности кај што инвестицијата се враќа и од 7 години па натаму, ама тоа се овие тешките индустрии, машинска индустрија, базните индустрии, па и земјоделието. Во земјоделието знаеме дека обртот на ниво на една година е 0,9. Значи, цела година треба да се произведува, да се пласира тоа производство, и така да таму коефициентот на обрт е 1. Во текстилот е поинаку. Таму може да се и на 2 до 3 месеци да се прави еден обрт на производство, така да во годината да се направат и 3-4 обрти, односно да се постигне коефициент од 4, што значи, пак ќе спомна дека во рок од 3 години целата инвестиција може да се врати, може и за пократок период, но тоа веќе се други причини таму влијаат, конјунктурата на пазарот, можноста да се пласира и на подруги пазари од кои што ги има сегашните и така натаму. Тоа се други фактори, меѓутоа за неполни 3 години сметам дека инвестицијата би се вратила во целост. Ова е се за овие септемвриски 30 минути на конец. Верувам дека повеќе нешта сега ви се јасни. Ние се гледаме повторно во последната октомвриска среда. До тогаш, чувајте се и бидете со програмските појаси на телевизија Стар. Секое добро.